Почитувани гледачи, ова риболовна репортажа е од риболовниот ревир Црн Дрим 2. Риболовниот ревир Црн Дрим 2 го опфаќа теченијето на реката Црн Дрим од браната на акумулацијата Глабочица низводно до вливот на акумулацијата Шпилје, односно 500 метри низводно од мостот кој се наоѓа северно од хидроцентралата Глабочица. Во истиот припаѓаат и реките Јабаничка река од изворите до вливот во реката Црн Дрим и Модричка река од изворите до вливот во реката Црн Дрим. Според ова, односно спрема најновите риболовни основи, сите овие риболовци ловат во риболовниот ревир Црн Дрим 2 и тука важат дозволите од концесионерот на риболовниот ревир Црн Дрим 2. На 100 метри подолу, односно 500 метри од мостот низводно, започнува рекреативната зона акумулација Шпилје. Таму важат дозволите од концесионерот на Деварското езеро. За подобро разграничување на риболовните ревири и рекреативните зони и запознавање на рекреативните риболовци со границите, концесионерите треба да извршат обележување на границите со поставување на метални табли со надписи. Се надевам дека тоа и ќе го сторат концесионерите за да не бидат доведени во забуна риболовците. Според ова, кај трите чешми доста позната и посетена риболовна дестинација, важат дозволите од концесионерот на Деварско езеро. Минатата година имаше доста поплаки од риболовци дека кој како ќе стигнел напаќал дневни дозволи. Голем број на бојничари одат во риболов на Бојник и на дел од Радика, односно од вливот на Гарска река во Радика од местото наречено Бошков мост, па низводно до вливот на Радика во акумулација Шпилје, односно 500 метри низводно од мостот за село Долно Косоврст. Новина е тоа што овој дел од риболовната вода Радика порано беше посебен риболовен ревир Радика и имаше посебни дозволи за него. Сега овој дел е споен со рекреативната зона акумулација Шпилје и за овој дел важат риболовните дозволи од концесионерот на Деварско езеро, односно концесионерот на Шпилје. За овие риболовни води, а и за сите риболовни води во Македонија, каде има доделена концесија, важат државните дозволи. Гледаме дека риболовниот ревир Црн Дрим 2 е доста посетен од рибари, претежно бојничари. Бојникот не е баш активен и имаме до сега многу прашања од рибарите зашто тоа се случува. Од скоро 3 децениско искуство во снимање на рибарска вистина и од повеќе од 500 емисии до сега снимени на риболовни води, ќе се потрудиме да ви ги принесеме нашите видувања за риболовот на Бојник. Пред се активноста на Бојникот на ова риболовна зона зависи од многу фактори, како брзината на водата, потоа температурата на водата, надворешниот притисок, временските услови и друго. Оваа тема е обработена подетално во емисиите за риболов на Бојник од 8-та сезона. Во оваа емисија Рибарска вистина ќе се задржам на риболовниот прибор и мамките за риболов на Бојник. Според досегашното искуство во снимање на многу риболовни води и многу риболовци бојничари, комплетно треба да биде синхронизирана целата риболовна опрема спрема водата за да имаме успешен риболов, односно спрема условите на риболовната вода во тој ден, а и во секој час, кој може да биде различен, особено овде, односно дали работи централата, колку турбини работат и од нивото на Деварското езеро. Да почнеме со риболовниот конец. Непишано правило е дека секогаш е подобар потенкиот конецот во дебелија. Претежно бојничарите ловат на конци со дебелина од 0,10 до 0,16 мм, со подвези потенки со еден број од 0,8 до 0,14 мм. Претежно рибарите што ловат бојник на трева на две јадици употребуваат подебели конци за да не ги се плетка система.
но имам снимено емисии на Црн Дрим кога бојничарите го ловат бојникот и на конец со дебелина од 0,18 и 0,20 мм. Претежно во зимски услови и има добри резултати. 0,8 предвес. 0,8 фаќаш предвес, а? Да. А јадиче? 9 као овнер. На лепче обично или на француско? Француско. Имам снимано и лов на бојник со упреденици со дебелина 0,04 мм, но рибарите тогаш нема успех. Бојата на конецот игра улога на големи разлики за успешен риболов не забележа во досегашните снимања. Имаше мајстори на разни бои кои доста успешно го ловеа бојникот. Може би зависи од бојата на водата и бојата на конецот, но не е многу драстична разликата и не е толку битна за добар и успешен риболов. Во однос на пливките, односно тапите, имам снимано рибари со многу видови пливки со разни облици. Најбитно е носивоста на пливката да ја погодиме спрема моменталната вода, односно брзината и длабочината, за да можеме да ја водиме мамката како сакаме. Па потоа идат можеби некои други финеси, обликот, односно како ја сече водата пливката, на сето тоа добрите мајстори го регулираа со конецот. Тапата треба да биде добро втретена или рибарски кажено мула да застане на неа, таа да пропадне. Секогаш едно мало оловце од плюс минус 0,03 грама игра голема улога како ќе се однесува тапата на водата. За риболов на бојник претежно се употребуваат пливки со носилост од 1 до 5 грама, во зависност од брзината на водата и длабочината на водата. Но секоја вода има своји специфики. Се сеќавам кога снимав риболов на бојник на Црн Дрим во Струга, кај далјеното и таму струшките локални мајстори успешно го ловеа на пливки со носилост од 10 до 15 грама. Тие беа многу поуспешни риболовци од другите, затоа што со таа тежина на пливката, мамката може да ја водат помеѓу каналите, односно помеѓу ресите на Црн Дрим и на секое фрлање има удар. За разлика од другите рекреативни риболовци со полесни пливки, не може да го постигне тоа водење на мамката и има многу послаб улов. Лично јас на оваа локација кај што сме денеска со диск пливки со носилост од 20-25 грама со штек имам правено големо задоволство ловејќи бојник со штек на трева. Како? Со рака кој ти учеше да го фаќаш кој? Во недостаток на кепче, пошто не носиме. Да, еве го овде. Пошто не носиме кепче. На обично лепче или на фран? Да, много. На обично. Како го вести што е мајсторија. Што јадиче? 10. Но да се вратиме на темата. Идеме на оловото. Имам снимано рибари со групирани поголеми олова, потоа со едно големо олово и со повеќе помали олова. За ова препорачувам секој да се лови со свое искуство за распоред на оловата, но имам снимано емисија каде риболовецот лови со повеќе олова и распоредот на олова не се групирани, туку оловата самата вода ќе ги распореди. Само го присуствуваше првото олово, а другите самата вода ги распоредуваше на конецот и потоа тие олова ги затегаше. Вака распоредените оловца допринесува сосема на друг начин, односно по природен начин да се однесува пливката, разлика од тоа кога се групирани оловата. Но се надам дека во некоја наредна сезона рибарска висина, кога ќе зборуваме за риболовни техники и риболовен прибор, ова ќе го презентираме на самата вода. Кој си знае си фаќа, бе? Кој си знае си фаќа, бе,
Не познава? Крма бара. Кога сме кај јадиците, најупотребувани јадици се жичени јадици со големина од број 8 па до број 14. Најбитно е јадицата да е оштра и со прва големина во однос на големината на рибата. Може би обликот игра улога, односно серијата на јадицата, спрема различни мамки и различни големини на мамки, но тоа не е толку драстично забележливо кога се лови бојникот. Но непишено правило е, ако промашуваш да ставиш помала јадица, а не поголема. Бојата на јадицата може би има улога, но немам забележена голема разлика при риболовот. Освен еднаш кога покојниот оце мачка ловеше на дрим бојник со црвена 12 гамакацу и кога ќе ставеше бела јадица, рибата не му јадеше. Па за разлика од тој ден утре дента беше обратна ситуација. Повеќе му земаше на бела јадица од црвена, така да нема некои правила. Но сме снимали лов на бојник на Охридско езеро со чамец, навежда, на длабочина до околу 20 метри. Тогаш ловевме со ковани јадици затоа што се удираше многу силна контра. Пред 10 години кога ловевме клиен од чамец на Охридското езеро, ќе се појавеше јатов бојник кој земаше пред чамецот, удираше веднаш штом ќе се исправеше тапата, односно плитката, но многу тешко го закачувавме. Последните години воопшто го нема бојникот да се појави на овие локации. Отиде? Бојникот се лови на разни мамки од леп, трева, односно алга, и на многу видови ларви и на повеќе видови црви. Ми има удрено бојник на ова место на Мушице кога ќе се намали водата, односно кога ќе се опре централата и бојникот со скокање се повлекува. Ми има удрено на нимфа неколку пати и имам извадено бојник и на пченка и на пченица. На пченка му удри наца мачка на дрим додека ловеше мрена, тоа го има во една емисија за риболов на црна балканска мрена. Но две мамки се неприкосновени за лов на бојник, а тоа се леп и трева. Голема полемика се води на темата како се меси лепчето, односно кај да го стегнеме, дали на ушката, дали на кривината од јадицата или на самиот врв од јадицата. Месењето на лепчето може да има голема улога во однос на тоа како бојникот ја зема мамката, дали мамката е турка или се врти кога ќе го зема лепчето, односно дали се крева од дно или го зема на самото дно. На тоа можеме да го утврдиме кога ќе ловиме. Ако многу промашуваме, тогаш да го смениме начинот на месење на лепчето и така ќе откриеме кој е најефикасен начин на месење на лепчето. Емил, фрли му една рака крма, бе? Крма една рака фрли му, бе. Дај да име тој новиот систем. Тешка работа денеска. А? Тешка работа денеска. Зашо е? Не ме гледаш, никој не баќа, никој не вади. Ме набараме надолу некој место. Не сака да работи риба, и крај. Според мене, освен добра тапа јадица, најбитно е начинот на водење на плипката и да се одреди правилна длабочина на која се храни бојникот. Мораме при возењето на плипката со кочење или со слободно движење на плипката да му ја сервираме мамката како што сака тој. Затоа и бојникот е најтешка риба за ловење. Некогаш сака да му ја закочиме плипката, па да ја пуштиме, односно мамката да се однесе како кога ќе метеме со метла. Некогаш сака лепчето да оди позади тапата, односно без кочење. Некогаш пред тапата со стално кочење на тапата. Но сето тоа мора да се открие во тој момент на таа вода. Нема некои правила тука. Во однос на длабочината мора да се најде правата длабочина на која се храни во тој момент, дали ја зема мамката на дно или пак ја зема мамката над дното, односно на колку сантиметри над дното. Но тоа може да се смени на секој час, затоа мораме секогаш да ја бараме правата длабочина. Од досегашните емисии што сум ги снимал, на овој предел, еден од најдобрите мајстори за овој дел на дрим е Божо Кумановецот, а има уште неколку добри мајстори, но не ги знам точно имињата.
Од досегашното снимање на риболов на бојник може капа да му се симне на лавчето и на некои други мајстори. Лавчето нон-стоп ја бара рибата, менува длабочини, менува тапи мамката, многу добре чита водата, односно нон-стоп се надигрува со бојникот. А тука е мајстор Татар, па има пак специфична контра. Тој задниот дел при ударот на рибата го турка со подлактица и само така врвот прво оди нагоре, а не по инерција надолу. Пробајте па ќе видите. Секогаш има добра и навремена контра. Но ако одиме на риболов, можеме да ги пробуваме сите овие комбинации и кога ќе ја погодиме добитната комбинација, слушаш бум ја соправи централата. Да не се шалиме многу, бојникот е риба за мајстори, односно најупорните риболовци. Но ако одиме само на риболов, можеме да ги пробуваме сите овие комбинации. Порано се ловеше бојникот на ова место само кога ќе пуште на централата. За разлика од тоа, сега бојникот е активен и на мирна вода, односно кога не е пуштен на централата, но за тоа во некоја наредна емисија тогаш се употребуваат многу мали пливки и многу поуспешен е риболовот ако има ветер, односно помалку да ја носи пливката. Инаку во водите на реката Црн Дрим можеме да ги сретнеме следните видови риби. Радичка пастрамка, охридска пастрамка, виножитна пастрамка, шљунец, гомнушка или плиска, белвич или плашка, црна балканска мрена, сребрен караз, скобост или бојник, крап, кркушка или дујак, односно мренец, морамет, пиор, амурче или чебачок, платиче, грунет, писа или платица, клен, потоа јагула, вретенушка и штипалка. Најмала големина под која рибите не смеат да се ловат на риболовниот ревир Црн Дрим 1 е пастрамката не смее да се лови под 30 см, црната мрена под 15 см, писата под 20 см, скобостот под 25 см, кленот под 30 см, крапот под 40 см и јагулата под 60 см. Рибата се мери од врвот на муцката до крајот на пашната перка, кога перката е нормално отворена. Сите уловени риби под определена големина треба внимателно да се ослободат и неоштетени и во жива состојба да се вратат во водата. Периодот на забрана за ловење на определени видови риби е пастрамката е забраната да се лови од 1. октомври до 31. јануари наредната година, скобостот од 15. април до 15. мај, кленот од 5. мај до 15. јуни, црната мрена од 15. мај до 30. јуни и крапот од 15. мај до 30. јуни. Ќе мениме тапа, Да, стеч полесна или потешка? потешка, 5 грама. 5 грама. До сега ловеше со 3, а? 3. Мајстер си е мајстер. Шо конче имаш мислам? 14. 14, не? А подвес му ставаш или директно? Но? Подвес му ставаш потенок долу или директно? Не, директно. Гледаме врзување на една пливка која е доста
успешно се покажа на овој риболовен терен. Но не правам реклами на пливки, но мислам дека ова беше односно една од најдобрите додека сум ги снимал емисиите на ова риболовна вода. Многу е карактеристично за ова пливка што треба, како што гледаме, да се стават неколку гумички, затоа што е нежна и при контра може да се скине телото на пливката. Значи, задолжително е да се стават неколку гумички на перцето. Што е длабочина? Гледаме дека се менуваат разни пливки, длабочини, јадици, односно, додека сме на вода, треба да пробуваме и да ја откриеме добитната комбинација, која за секој ден може да биде различита. Ограничувањето на количеството на улов за рекреативен риболов се изразува преку дозволен дневен улов. Дозволено се уловат пастрамка до 3 примероци, црна балканска мрена до 30 примероци, скобус до 13 примероци, клен до 10 примероци, крав 1 примерок, јагова 1 примерок и писа до 10 примероци. Максималната дозволена количина на дневен улов на риби е вкупно 3 кг. Тоа значи дека доколку риболовецот во уловот има разни видови на риба, вкупната количина на улов по рекреативен риболовец на ден не смее да биде поголема од 3 кг. А воедно и не смее да бидат надминати максималните ограничувања за бројот на уловени единки. Во вкупната количина до 3 кг влегуваат и сите останати видови на риби кои достигнуваат помали должини. Почитувани гледачи, тоа беше се за оваа емисија. Бистро до наредната емисија во некоја 9-та сезона.